civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Што ги условува реформите? Еве, ова се реформи за кои се зборува на назад 30 на години, се разбира, меѓутоа во последните 4-5 години навистина динамично. Меѓутоа, како тоа изгледа во вашиот сектор, бидејќи вие сте во секторот јавна безбедност, како што ве представив, и превенција, која е исто многу значајна област во вашата работа? Ви благодарам за прашањето. Отворивте една сосема веќе нова перспектива на дискусијата, по-оперативна, можеби и по-практична во делот на зборувањето на реформите во полицијата. И секако дозволете ми јас да го изразам моето задоволство за моето учество во панел дискусијата, особено што го влечам кредибилитетот да зборувам за полиција со 26 години работно искуство во полиција, од кои доминантно во делот на униформираната полиција, која што е највидлива и која што го представува делот на јавната безбедност секој ден во интеракција со граѓаните. Зошто реков дека го отвараме панелот на едно многу пооперативно ниво? Затоа што кога зборуваме за реформи во полиција, мора да се има во предвид пред се сложеноста на организацијата, големиот број на надлежности кои што ги има полициската организација, мора да се има предвид мандатот на полициската организација или на полицијата во државата, односно мандатот да употреби легитимна присилба во рамките на дозволените законски овластувања, при тоа да биде еден од основните гаранти за заштита на човековите права и слободи на граѓаните, или ако сакате да го обезбеди амбиентот за практикување на човековите права и слободи. И така поставен балансот на реформи секогаш го има предвид тоа што значи полициска професија, постојано ставена на линијата помеѓу тоа што е прифатливо и неприфатливо, што е осудувано од граѓаните, а што е очекувано во постапката на полицијата. И кога се прават реформите, веројатно треба да се има предвид и таа цела комплексност на полициската организација. Меѓутоа, вие рековте што го условува процесот на реформи. Гледано од аспект на полициски службеник или полициски советник, кој што ги поставува можеби прашањата на едно малку постратешко ниво, јас велам дека реформите во полицијата ги детерминира потребата за промена на методологија на работа, која што произлегува од промената на законските регулативи, промената на националното законодавство и потребата методологијата да се адаптира на современите потреби. Понатаму, појавата на нови појавни облици на криминалитет, етиологијата и феноменологијата на криминалитетот, кој што постојано се менува и кој што ги надминува границите на тоа дека на, ајде јас да речам, на една годишна основа, Министерството ги поставува истите приоритети. Не, приоритетите се менуваат во зависност од промените кои што се случуваат во појавните форми на криминалитетот. Ако сакате, демографските карактеристики на населението, миграциите кои што се случуваат, кои што исто така предизвикуваат потреба од реформирање на полицијата, од аспект на организација на полицијата. Прашањата за многу значајни социјалната и економската трансформација на општеството, ова што се случува во еден современ амбиент. Па тука ќе ја спомнам пандемијата која што ни се случи со ковидот, која што направи еден поинаков начин на тактика на полициско работење и полицијата од сервис на граѓаните мораше малку да ретерира во дел на контролор на спроведување на одлуките на владата во цел со една единствена цел заштита на јавното здравје, легитимно, сосема оправдано, меѓутоа повторно со балансот дека полицијата од интензивната интеракција на дневна основа со граѓаните мораше да се претвори во нешто што ќе значи одржување, пунктовско работење, промена на тактиката на пристап до граѓаните, помала интеракција со граѓаните поради ограничувањата што ни ги направи пандемијата, намалување на превентивните активности или претварање на превентивните активности повеќе во информација за граѓаните за тоа како смеат и како не смеат да се однесуваат поради промените кои што ни се случува на дневна основа. И секако мора да го земиме во предвид кога зборуваме за реформи на полициската организација, тоа што значи не само национално или регионално влијание, туку целокупното меѓународно влијание
од аспект на безбедност зборувам. Конфликтите кои што се случуваат, миграцијските кризи, кои што предизвикуваат потреба за промена на полициското постапување, функционалностите, промена на надлежностите на полициската организација, сериозните закани, транснационалните закани, исто така од внатре менуваат полициската организација и целокупната тактика и техника на постапување на полициската организација. И ценам дека можеби и така треба да се следи процесот на реформи. Колешката Снежана спомна еден многу конкретен исто така аспект на полициската реформа, а тоа се воведувањето на надворешните контролни механизми врз работата на полицијата. И сега е прашањето како тоа го прифаќа полицијата. Ако ставиме предпоставка дека полицијата и сите реформи мора да се дискутираат внатре во организацијата, дека мора да се дискутираат надвор, да се отвориме кон јавноста и да го прифатиме тоа што значи влијание на здруженијата на граѓани, на засегнатите страни, еве јас ке прозборам за дискутирањето на темата за воведување на надворешен контролен механизам врз работата на полицијата. Ке кажам извонредно добро прифатена опција. И зошто? Затоа што ќе се повикам на нешто што значи пракса на Европскиот суд за човекови права. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека во голем број случаи на поднесени пријави до жалби до Европскиот суд за човекови права за повреда на членот 2 или членот 3 од Европската конвенција за човекови права, тоа е правото на живот и апсолутната забрана за тортура, Европскиот суд за човекови права покажа дека не може да установи дека полициските службеници ги повредиле членот 2 и 3 во најголем број случаи, но покажа дека да, постои повреда на членот 13 во врска со членовите 2 и 3, затоа што државата не спровела ефикасна истрага. Ама тоа не е прашање на полициско работење. И тука не може теретот да се префрли на полициската организација. И не сме чувството на вина да се префрли на полициската организација. Тогаш зборуваме за прашањето на реформи на целокупниот кривично-правен систем, кој што исто така влија на реформите на полицијата. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека со воведувањето на надворешните контролни механизми многу известно се потврдува или се отфрла обвинувањето, осудувањето дека полиција ги надминала своите овластувања. Ако ги надминала своите овластувања и предизвикала повреда на било кој член од Европската конвенција, ќе постои лична одговорност или колективна одговорност понекогаш. Знаете, пак велам, полициската работа е многу тимска и многу комплексна работа. Но ако не постои повреда, полициската организација ќе го објави тоа и ќе каже дека не постои повреда и не постои пречекорување на полициските овластувања. А тоа е многу силна порака во јавноста, затоа што јас пак ќе кажам, легитимитетот го црпиме од граѓаните и од довербата која што ќе ни ја укажат граѓаните или која што нема да ни ја укажат граѓаните. Затоа што, знаете, која правите реформа, вие велите, треба да си го трасираме патот. Каков модел на полициско работење сакаме да развиваме? Во својата изјава министерот, и тој тоа го прави многу често, во сите негови, јас велам, изјави, речиси, јавно го и многу транспарентно се соопштува дека да, го избравме патот за трансформација на полицијата, која што ќе значи полициско работење во заедницата. И тоа е тоа што се трасираше во развојот на полициската организација. И тоа е дел и од законот за полиција. Знаете, таму многу јасно и недвосмислено се кажува дека полицијата ќе соработува со граѓаните, со останатите државни органи, со здруженијата на граѓани, и тоа е обврска. Се покажува и привилегија. Тоа го констатирам со сигурност, затоа што работејќи на бројни и комплексни безбедносни прашања, ако сакате за родово базираното насилство да зборуваме, за семејното насилство, ако сакате да зборуваме за малолетничкото престапништво, ако сакате да зборуваме за финансовиот криминал, еве да ги поставиме, ако сакате да зборуваме за тероризмот, практиката покажува дека безбедноста не познава постапување од страна на само една институција. Безбедноста препознава и бара силен мултиресорски одговор и вклученост на повеќе засегнати институции кои што заедно ќе действуваат пред се на превенција,
на спречување на последиците, меѓутоа, ако се случат последиците, и да се даде брз, соодветен и ефикасен одговор. Затоа што јас велам, не постои ниту една полициска организација која што действува чисто превентивно, не постои држава во која што криминалитетот згаснал, го нема, меѓутоа постои брз одговор, енергичен одговор на полицијата, кој што ќе биде насочен кон запазување на основното начало на процедуралната правда. И тоа е многу битно, да зборуваме за реформи кои што ќе се тимелат на процедурална правда. Тоа значи граѓанинот во центарот на целокупното постапување на полицијата. Не ние против нив и не граѓаните против полицијата. Еве вака символично да го поставам. Со една реченица можеби ќе сакам да завршам и да го истакна мојот став, и кој што често го застапуваме, дека здруженијата ни се многу битен партнер во работата, и јас ги доживувам како некаков вид на коректор на работата. И еве, како еден пример ќе спомнам, се изработуваат сите подзаконски акти во моментот за имплементација на законот за спречување на родово базирано насилство и семено насилство. Главни консултанти ни се здруженијата на граѓани кои што работат на темата, и ако ми дозволите, можеби јас би сакала да кажам дека секогаш кога зборуваме за полицијата, велиме дека е главен субјект од кој што зависи демократскиот амбиент. Но ако ја свртиме тезата, викаме демократското управување ги детерминира процесите во реформите на полицијата. И мислам дека еве тој момент се случува, и овој сет на силни реформи веројатно е последица токму на тој начин на управување. И верувам дека во некоја следна дебата ќе ги операционализираме и ќе зборуваме за овие реформи што не чекаат со ЗВР и ЗП. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.